реагираме бурно заради тоа што, како што кажавте вие, еден од приоритетите на општеството денеска е борбата со аерозагадувањето и чистата животна средина, заради тоа што од сегашно мнозинство, а тогашна опозиција беше толку исфорсирано со такви блескави ветувања, од кои што денеска можеме да забележиме дека навистина нема ништо конкретно и тоа е опипливо и тоа може да се види и без разлика кој како кажува дека нешто е направено во ичекор на заштита на воздухот или на животната средина, сепак впечатокот на најголемиот дел од населението и нашиот впечаток, особено на тие што живееме во градот Скопје, дека апсолутно ништо не е направено во таа во која што толку се би кажал злоупотребуваше или толку се употребуваше за политички цели, така да тие термини како аеро и алпски воздух можевме да видиме дека не доаѓаат. Она кое што може конкретно и мерливо да се види дека намерачите на воздух во Република Македонија, дали е тоа мој воздух рекордери, дали се намерачите на Министерството за животна средина. Еве секој пат кога ќе упатиме ние некоја критика, дали кон локалната, дали кон централната власт за аерозагадувањето, велат не, тоа се приватни мерни станици. Добро да го прифатиме дека мој воздух е приватна мерна станица, иако креаторот има добиено многу меѓународни награди кои што му го признаваат трудот. Министерство за животна средина исто така има државни мерни станици. Катастрофа. Рекорд на аерозагаденост. Не можеа 5 или 6 месеци да набават делови, да ги сменат тие расипаните станици кои што мерат аерозагадување, за да можеме да видиме колку всушност имаме загадување во општините кои што живееме. Еве, ајде и тие некако ќе најдеме начин дека можеби се инсинуирани од некого на меѓународни институции, на меѓународни реномирани институции кои што го мерат загадувањето на воздухот. Скопје секоја сезона е помеѓу 5, 6 или топ 10 некогаш и прва дестинација на загаденост во светот. И тоа е нешто кое што навистина не може да биде анулирано со било какви тука говори или зборови. Она што е многу важно и што би сакал да ја потсетам јавноста, прво е дека не имавме многу амандмани со оваа природа и сите беа одбиени, особено од претседателката на партијата на Зелените во Република Македонија, која што лајт мотив треба да ја биде ваквото занимавање со оваа природа, и другата страна со оглед дека е на ова прво читање, и како бидете сигурни дека ќе бидеме активни во сите процедури кои што ни ги нуди собранието за да го подобриме ова законско решение, за да можеме да едноставно помогнеме и да ги дадеме нашите знаења и целите и посакување она што го посакуваат граѓаните за почист воздух и за почиста животна средина, а не само заложби кои што завршуваат само кога што ќе ја напуштиме оваа говорница. Благодарам.